дискутабилно ми е некојаш. Сега сликички мали, еко овие, например, твој што се. Ама не гледај таа страна на NFT, гледај ја Иднината? целата цялата логика околу NFT, самиот блокчейн Да. и самото тоа дека ти добиваш некаков сертификат Да. за дека ти си собственик на нешто, на било шо. Да. Сега моментално ги користат нели за такви глупости. Ама пошто баш пак како Gold Rush сите Да. рипат на тоа. А иначе замисли со NFT да ти дава некој дека ти на оваа парцела си собственик Да. и онлайн тоа да си. Да. На мене ми е многу добра. Да, интересно, има иднина, има тоа сакав да кажам, има иднина, само моментот за глупости се користи. Да, за глупости се користи, има некои видеа кај што испадна дека некои од овие најпознативи NFT колекции се уствари многу одамна направени, како се тоа било засновано на скем. Небитно, убав почеток беше. Да, убав почеток и мислам дека уште многу има да се работи на тоа. Да. Според мене, значи, Да. многу од работите што ги купуваш онлайн, што треба да има нели сертификат дека тоа е твое и да е запишано у некој децентрализиран систем, блокчейн, супер би функционирало, за да докажеш дека ово е мое, не на никој друг. Тие работи, мислам, за крипто и за NFT стасуваат до момент кај што нели повеќето од луѓето ги осудуваат отколку што го прифаќаат и нели освен тоа што е рано за такви работи за општо да биде прифатено, е проблемот што се доста ризични. Например, за крипто конкретно, ако ја сгрешиш ти адресата, тие пари нема ги видиш никогаш. Сега за таа исто и со NFT се случува некои поскандалозни скемови и тогаш луѓето викаат чекај, ја што ќе купувам во, ќе се инвестирам во акции наместо купам NFT. Да. Ама има иднина во тоа и во метаверс и во сите тие работи, например, веќе се прават нели паралелни цел град, например, цел Њујорк го има и во метаверси. Например, има луѓе кои што сака не сум го читал, ми го каже другар. Например, има луѓе кои што сакаат, например, апартманот што го има во Манхетан. Да си го земат и во метаверс. Да си го има и во метаверс. После си има VR и он си влегува преку тоа, си прави од тоа што он си сака. Да. Мада јас сум подржувач на NFT за Имаш? Не купено ради тоа што моментално нели тие мајмуните што се со ова мислам има доста безврска. А има многу ракпол скемови, например ти инвестираш и го снемува крај. Ама веќе и сликичката ти ја немаш. Па и 95% некаде читав дека од сите NFT проекти завршуваат како скем. Лесно е да се, например, лесно има да го направиш, лесно е да ги скемнеш, не подлежиш по закони, ќе испадне од тој проект и толку Сега пред некој период имаше некој од Србија направил таков NFT скем и он од кога направил скемот, после си купил негово портфолио на други NFT и направил уште курс за продавање како да купуваш ти NFT да правиш пари. И сега гледа уште луѓе гледаат, например, ништо не се случува со NFT колекција, на roadmapот не е стигната таму дека што треба. Да. Да, он си прави курси продава. Браво. Ќе викнем у подкаст. Да ви каже. Да. Супер. Ја мислам дека ги поминавме сите работи што ги имавме за денеска. Нареден пат ќе те викнам прво гостување. Да. Нареден пат ќе за карате ќе зварам. За карате или ќе седнеме со Дара и со Бојан тука на еден кревет и ќе си правиме оваа четворица. Право треба да имам донации малце за да купам уште 2 микрофона, знаеш дека скапа инвестиција. Да, може. Па немаш ништо става на PayPal, не. Немаме PayPal. Немаме PayPal, ама ќе најдеме некој начин за донации. Може некој ако пуштат пари да купиме уште 2 микрофона и да ги ставиме тога и ќе покануваме повеќе гости. Да.